1874 година, Америка. Едно момче со српско потекло со само 5 центи во џебот стигнува во ветената земја, не размислувајќи дека ќе го промени начинот на кој светот комуницира. Ова е приказната за Михајло Пупин. 9 октомври 1854 година во малото банатско село Идвор се родил Михајло Пупин. Пораснал во скромно семејство кое било неписмено, меѓутоа биле мудри земјоделци кои од неговото рано детство го поттикнале да оди по светот и да се занимава со наука. Меѓутоа, судбината многу брзо го променила текот на неговиот живот. По изненаната смрт на неговиот татко, Михајло бил принуден да го напушти училиштето и се одлучил да оди на патување во Америка во потрага по подобар живот. За да го обезбеди патувањето, ги продал сите своји работи, па дури и облеката и книгите. Неговата среќа била во 5 центи кои ги носел во џебот, кој ги потрошил на пита со сливи штом стигнал во Њујорк. Првата работа која ја пронашол била на фарма, каде работејќи напорно и физички, го совладал англискиот јазик за дури 1 месец. Тешки физички работи и непрекинато усовршување на своето знаење го следеле со текот на годините. Секој ден се сеќавал на ветувањето кој го дал на својата мајка, дека еден ден ќе се врати богат со знаење и почести. И така по 4 години престој во Америка, на своји 25 години успеал да се запише на престижниот Колумбијски универзитет, а веќе во 1889 година станува доктор на науки. И од тогаш започнува со испишување историја. Неговата кариера се развивала брзо, а набрзо станува препознат и ценет во научните кругови ширум Соединетите Американски држави и Европа. Токму затоа, во 1915 година присуствувал на првиот состанок на Националниот советодавен комитет за аеронаутика, кој подоцна станува НАСА. Просторијата ја делел со неколку важни бирократи, воени заповедници и неколку угледни професори од американските универзитети. Неговото присуство не било случајно. Професорот Пупин бил еден од основачите на денешната НАСА и на таа функција останал од основањето па се до 1922 година. Еден од неговите најголеми успеси било и решението на проблемот за телефонскиот пренос на голема далечина, користејќи индуктивни калеми. Овој изум овозможил телефонски мрежи помеѓу градовите и државите, поврзувајќи го светот на начин на кој дотогаш не бил возможен. Бил почесен доктор на 18 универзитети, добитник на бројни награди, професор на 4 Нобеловци, а освоил и Пулицерова награда за својата автобиографија Од имигрант до иноватор. Иако со своите патенти го задолжил целото човештво, никогаш не ги заборавил своите корени, па така животната биографија и ја посветил на жената која го родила. Починал во 1935 година во Њујорк, оставајќи зад себе наследство кое за секогаш го променило светот на науката и технологијата.